Тие се појавија како социјални мрежи. Значи, тие започна како социјални платформи, кај што луѓето се врежуваат. Сега е медиум, сега е тоа еден вид на театар. Медиуми, чија што цел е да го окупираат нашето време. За да се направи веб страница пред 10 години, требаше да знаеш да кодираш. Сега нема никаква потреба од ништо да знаеш. Тинејџерот 100 до 200 пати во текот на денот добиват дистракција од тој уред. Компаниите сега се борат за нашето време онлайн. Една недела бев офлайн, еве како се чувствував сега. Дигитални вештини по одредени предмети на одредени часови, да, што ќе ми е мене мобилен телефон на час по историја. Не може ти да бидеш цело време со телефон пред тебе и да го научиш детето дека тоа не треба да се користи. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Мартин Михајлов, што го врти светот? Интернетот. Добра. Фер одговор, брзи прашања ќе ти поставам и брзи одговори те молам да ми дадеш, односно со еден збор. Социјални медиуми, најголемо зло или најголем напредок? Зло. Океј. Научно истражување или професорски амфитеатар? Истражување. А истражување или бразилско џиу-џицу? Бразилско џиу-џицу. Добро. Сега имам едно прашање кое што мене ме враќа во студентските денови, доаѓање на време или луто пиперче? Луто пиперче. Добро. Само ќе мора контекст да дадеш. Ќе мора контекст да дадам дека Мартин, ти ми беше професор на e-бизнис и беше меѓу омилените професори кај студентите, ама ако некој задоцни на час, има 3 опции: да јаде малку луто пиперче и да седне, да јаде полуто пиперче и да има можност уште еднаш да задоцне, или да јаде најлуто пиперче и цело време да има право да доцне на час. Така, да. Зошто? Поради начинот на кој што беше поставена училницата на економски факултет, вратата секогаш беше од страната на професорот, односно на предавачот. И секогаш кога доцни некој, мора се прекине предавање, кој што за мене секогаш било театар. Да. И сега во секој прекин кој што во првите 5 до 10 минути се случува, ќе ми се прекине мислата, ќе се прекине некој контекст, ќе се на некој начин прекине интерактивноста на предавањето и си размислував како можам тоа да го решиме на интересен начин. Идејата беше да го решиме со театар. И со 2 генерации, мислам, од кои што ти беше во едната, може би беа 3, реков, ај ќе направиме, бидејќи имав дома некои различни чили пиперки, ќе реков, мај ќе го направиме забавно, така што ќе го блокирам влезот со маси и ќе дадам на сите опции за да, ако сакаат да влезат, или да не влезат, да не забавуваат нас другите на некој начин. Тоа беше идејата, од друга страна, доста брзо каснењето се сведе на нула. Точно, се сеќавам на тоа, значи да бевме малку помлади или постари, да не се паднавме во овие 3, може би немаше да јадеме лути пиперчиња. Како и да е, сега си во Словенија, предпоставувам таму вратата не е секогаш до професорот и работиш на многу интересни истражувања. Конечно те начекавме во Скопје за да те снимиме. Работиш истражувања кои што се врзани со социјалните медиуми и како тие ги навлекуваат луѓето да ги користат повеќе и повеќе и повеќе. Ајде малку за тоа, па ќе навлеземе подлабоко во темата. Што работите, кои се причините зошто Мета и Google се најголемите магнати во моментов? Тоа почна од период кога бев професор тука во Македонија на економски факултет и идејата појде од една семинарска. Требаше, нели, студентите сакаат нешто да работат, треба да им се даде нешто интересно. И во тој период, значи збориме пред повеќе од 10 години, интересно во блогосферата, што сега не постои веќе, беше интересно да луѓе викаат, јас една недела бев офлайн, еве како се чувствував сега. Да. И ми беше интересно тоа да го проба една група на студенти. Група беше 3-4. И за тоа да напишат, да го напишат искуството.
и го направија тоа, го напише искуството и мене многу ме заинтересира како тоа се одвивало кај нив. Многу ми се допадна начините на кои што они го доживеале сето тоа. Мене областа на истражување ми е Human-Computer Interaction, значи интеракција човек-компјутер, и ова беше нека вид на антитеза ка Human-Computer Non-Interaction, кај што веќе човекот не смее да комуницира со компјутерот. И тогаш смислив да направам едно долго истражување, каде што секоја година ќе убедувам студенти да бидат офлайн една недела од периодот на полугодието, семестарот, и јас во таа недела на различни начини ќе ги следам што прават, како прават, не користат интернет, што прават на место тоа, како се чувствуваат и сите тие работи. Тоа што не кажав никогаш фактички беше дека планот беше тоа истражување да трае 10 години. Добро. Зашто ме интересираше. А колку траеше? Се прекина околу 5 години траеше, се прекина на некој начин ради мојот привремен престој во Словенија поради целата корона. Така да со целото тоа истражување имам податоци од 6 години од прилика или 5, треба да проверам. Ама почнавме некои работи да објавуваме, ама никош не е доволно добро обработен целиот тој материјал за да се покаже што како било. По меѓувреме со различни други интересни работи се занимавав, бидејќи досадно човек да биде фокусиран на една работа. И од таму потекна целиот овој интерес. Сега полека се навраќам кон таа област на истражување. Фактички имав некоја пауза од 5-6 години, каде што не можеш да правиш експерименти кога светот е затворен, не можеш да правиш експерименти со луѓе. Не. И сега... тоа тогаш технологијата добро не дојде. Подобро отколку сега, например. Па да, дојде добро и остана на тоа присутна, што понатаму прави некои проблеми. Така се сложувам. Како се ствара таа зависност од социјални медиуми, затоа што дел од тоа истражување целта беше да се покаже на оние кои што нема да користат недела дена колку се всушност зависни од социјални медиуми. Јас се сеќавам тогаш беше актуелен многу Facebook како медиум, Instagram се појави, се користеше повеќе, така што кога се тргнавме од интернет, многу беше чудно за најголем дел од нас и исто така запишувавме во тетрадка како се чувствуваш и слично. Од каде е таа зависност? Затоа што ти ни предаваше веб дизајн, односно како треба да изгледа една веб страница, што треба да има, како човекот полесно да навигира низ целата таа платформа. Денеска сме на секакви платформи, апликации, веб сајтови навикнати. Прашањето ми е што не прави зависни, што не прави да сакаме повеќе да кликаме во делот на behaviorизам, ајде. Па вака, на почетокот во брзите прашања ми постави прашање на социјални медиуми најголемо добро, најголемо зло. Бидејќи морав со еден збор да одговорам, сега ќе го искористам моментот да кажам дека тие се појавија како социјални мрежи. Точно. Филмот Facebook, за Facebook, што доби Оскар пред може би више 10 години, се викаше The Social Network. Не се викаше The Social Media Network. Значи, тие започна како социјални платформи, место social network, кај што луѓето се вмрежуваат. За студенти да си се наоѓаат од други факултети или нешто така беше за девојка работата. Така беше филмот, ама генерално и самиот Facebook и целта на социјалните мрежи беше луѓето да го зголеми потенцијалот за социјализација. И иницијално тоа е многу добро, затоа што овозможуваше луѓе да стапат во контакт едни со други и да интерактираат преку тој медиум, ама да интерактираат едни со други. Кој денес интерактира преку социјалните медиуми, не мрежи? Сега е медиум, сега е тоа еден вид на театар. Во моментот кога Во моментот кога Facebook додаде лайк, и кога требаше ја да внимавам што постирам, за да имам повеќе лајкови и подобар рич, таа социјална комуникација се претвори во социјален театар. Ја морам да имам перформанс, за луѓето да ме гледаат, читат, не само луѓето, алгоритмот да ме прифати и да ме покаже кај моите пријатели. Иначе, тие, како се викаат, фид, не знам дали се истина секоја, све освен што прават моите пријатели. Ако си на Facebook или Instagram или на било која платформа, гледаш светот што прави или реклами какви се нудат во меѓувреме. Да, зависи што лајкуваш. И да лајкуваш пријатели, мораш
да се другото, потрудиш точно. многу за да ти стигаат постови од луѓето што стварно ги лајкуваш. А ако видиш нешто интересно, а не кажеш, колку си кул, тогаш нема да ни ти да добиеш повеќе информации од таа или за таа личност. Така е. И фактички многу работи се направени за да се случи оваа трансформација и да се трансформираат тие медиуми од медиуми на социализација во медиуми кои што се од мрежи на социализација во медиуми чија што цел е да го окупираат нашето време. Да, меѓутоа, колку влија и како влија и да ние сме свесни возрастни луѓе. Што се случува со децата? Јас гледам, например, кај син ми разлика во однесување кога гледа нешто на голем екран, кој што е далеко од него, како телевизор или... Не знам, па дури ако отидете со детето во кино, не седи 1 саат, ќе стане и ќе си отиде, особено ако е толку мало. Меѓутоа, кога ќе биде пред мал екран, дали е тоа таблет, дали е тоа телефон, гледа како магепсано. Дали како во однос на корисничко искуство влијае малиот екран и во однос на тоа да цело време скролаш, лајкуваш и гледаш нешто. Прва работа кај телевизорот е, ако го допираш, ништо не се случува. Да. Дури најчесто детето го тренираш да е подалеку од телевизорот за да не го повлече, да не му падне на глава, да не го си ги расипе очите. Да не си ги расипе очите, ама дури се забранува интеракција на дете со телевизор. Јас знам ќерка ми која беше мала, нас не беше страв да не го повлече телевизорот, зашто многу се нежни, да не падне врз глава. На таква нешто сме размислувале. Зашто не еднаш се случува дете да повлече телевизор? Кога сум бил ја дете, тоа било незамисливо, бидејќи телевизорите биле прегломазни. Втора работа, телевизорот не можеш да си го ставиш во џеб. Не. Затоа што јас можам мобилниот да си го ставам во џеб или таблетот да си го земам во рака, да отидам во соседната соба, да отидам на друго место, да отидам во кола позади додека ме вози некој, да отидам во тоалет и секаде со себе да го носам тој портал кој што не ми дава една содржина што телевизорот сака да ми ја даде, иако нели ја селектираме, него одма можам да ја сменам во нешто друго. Нешто што те прави посреќен. Нешто што ми го влече вниманието. Проблемот е што кога гледам телевизија, ако нешто ми е досадно, ќе престанам да гледам телевизија. Посебно ако сум дете, немам далинска, ако нешто ми е досадно, ќе почнам да си играм, детето си игра со играчки. И многу често знае телевизорот да е позадина, ама детето си игра со играчките. Тука кога ти е нешто досадно, минуваш на нешто друго што ти е интересно. И влегуваш во истиот режим на интеракција цело време. Практично има однос, интеракција, тоа е апсолутно. Да кажеме кечот, не знам како да го кажем, тоа што те затвара, дека можеш да скролнеш, да кликнеш, да лајкнеш, да зголемиш и да смалиш, нешто што е невозможно со телевизор. Едно е интеракцијата, друго е како се прават сите тие апликации да тебе ти го задржуваат вниманието и на различни моменти да те стимулираат, да кликнеш негде, за мозокот да ти се активира, да ти стане повторно присутен, затоа што ако ти нудат една содржина, цело време, ако треба да читаш, после некој време прекинуваш да читат, ама они сакаат книгата. Да, ама на интернет не читат луѓето книги најчесто. На мобилен, дури да читаш книга, ти мора ова да го правиш, што после тебе те навикнува за други работи. Да. Ќе дам банален пример, пушењето цигари. Пушењето цигари го има цело време движењето на раката од некоја долна позиција до некоја горна позиција. Да, па некогаш нели луѓе се откажуваат со грицкање, пак и се откажуваат со грицкање. Луѓето кои што се откажуваат од цигари, се уште имаат таа навика и почнуваат да конзумираат екстра храна. Ја имам многу пријатели што се откажували, самите кажуваат, вика јадам повеќе, оваа навика, ова движење на раката мене ми е вгнездено. Па така ќе ти уредите ова лево десно, движењето на палецот, најголемата физичка активност на повеќето млади и постари луѓе, станува се вмрежува во оние шаблони на човеково однесување. Добро. Тоа има комплетна логика со тоа што за другиот стануваш досаден и несоцијален. Јас знам дека имам забрана за користење на телефон, што планирам
после тоа да вратам. Од кого? Од син ми. Апсолутно. Досадна си. Било што и да гледам, досадна си. Значи, ние стануваме досадни и како родители, и како пријатели, затоа што гледаме само на едно место, постираме или што и да е. Така што мислам дека колку ги одвојува луѓето. Ни требаше дефинитивно во ковид некој начин на изложување на информации. Ние баравме информации за ковид, баравме информации за нешто друго, баравме филмови, баравме нешто да не занимава, затоа што по мене неприродно е да бидеш затворен дома, мораш нешто да правиш. Ама еве сега, кога не мораме да бидеме, како влијае на социјализацијата, или тоа не е нешто што ги истражуваш, или како студентите вика дека им влијае прекинувањето на гледање на било што, на социјализација или развој на хобиња или што и да. Влие различно во различни фази од животот. Мене беше интересно да го приметам на некој начин кога го почнав истражувањето, го приметував, започна се приметува промената на трендот, односно некако, не знаев, јас тогаш ја фатив трансформацијата на социјалните мрежи во социјални медиуми. И можеше да се види одредено поместување и во начинот на однесување кај студентите и во начинот на кој што се справуваат со целата работа. Нормално, бидејќи имам керка, која што тогаш беше прилично млада, ме интересираше мене се вкупниот аспект на влијанието на социјалните мрежи, односно медиуми, и цело време ме интересира, односно се образувам, затоа што и за да направиш добар експеримент мора да знаеш за што станува збор и нормално сакаш да на некој начин се поставиш добро кон целата работа. Има еден интересен момент тука, каде што првиот виновник за неправилното користење на веб медиумот воопшто сме ние, родителите. Добре. Ама не сме виновници. Там дека звучи малце чудно. Ќе го објаснам. Ние сме израснати, конкретно мојата генерација, сме израснати се појавува компјутерите. Да. Беше, кој знае да работи на компјутер, имаше предност. Кој знае да работи на компјутер, беше многу барани на работа, кој имаше компјутер дома, имаше игри, доаѓаа луѓето можеби кај него дома, на некој вид беше центар на светот, имаше пристап до интернет, имаше пристап до различни работи. И тоа беше многу битно. Компјутерите беа комплицирани. За да користиш компјутер, мора да знаеш што е оперативен систем, мора да знаеш некој програмски јазик, мора да знаеш милион работи. Тоа е малку пред моето време. Да, ама еве и за веб страници што спомнавме. За да се направи веб страница пред 10 години, требаше да знаеш да кодираш. Сега нема никаква потреба од ништо да знаеш. Сега треба да лепиш сликички, свети прави позади. Да. Сакам да кажам, таа дистинкција се зголемуваше. И што се случува тука? Ние, како родители, отприлика мојата генерација, можеби малце постари помлади, сметаме дека детето да има пристап до компјутер и да научи технологија е битно, затоа што ние гледаме како тоа е предност во животот. Како било предност за некој во нашата генерација. Точно така. И викаме, еве, јас сум почнал со компјутери од 15 години, моето дете нека почне од 10, моето дете нека почне од 5, стигнавме до моето дете кој ќе се разбуди, кој ќе почне да гледа, да му дадеме уред во раката. Да. Затоа што сме мислеле дека така треба. Во меѓувреме, тие што ги создаваат овие работи, па имаат сосема друга агенда и одат на тоа да ни го обземаат вниманието. Да. Обземање на внимание на возрастен е многу различно од обземање на внимание на дете. Така е, се Затоа што слагам. ние веќе имаме одредени механизми кои што ни се развиле во најбитната развојна фаза од животот. И сега, ние, без да знаеме, никој од нас не е психолог, никој не размислува, не знае како тоа може да влијае. Во еден таков период се создава цела генерација на деца кои што наместо да растат со игра, се повеќе растат со телефон. И ја нема таа врска со реалноста? Ја немаат Таа дистинкција дека ова не е реално, ова може и да не е добро за тебе? Им недостасуваат, камо среќа да беше само допир со реалноста. Им недостасуваат цела низа на можности кои што ги добиваш едноставно со детска игра. Најлошото нешто што можеш да му земеш на некој дете е детската игра. Детето кој ќе ни рече досаден си што си на телефон, ти кажува мене ми е досадно, затоа јас сакам со тебе да играм. Јас сакам да интерактирам со тебе, јас сакам да разменувам погледи, јас сакам да учам гримаси.
Ако ја не гледам, ако не играм со други деца, ја нема да знам дека ќе го удрам другото дете, тоа е лошо. Зашто таа Имаше почнала да плаче. истражување на Харвард, кое што го читав кога работев во детски цртан, за социоемотивен развој на децата и што е најважното кај децата, како се развива комуникацијата и комуникацијските способности, што сега новата генерација самата за себе вика дека им недостасуваат. Имаше истражување каде што тие не велат дигитални вештини, велат комуникацијски вештини ни недостасуваат. Сега како се развиваат тие вештини? Значи, зборуваме на ученици на Харвард, викаат преку игра. Так? Тоа е веројатно многу едноставно и изгледа смешно, ама не е смешно кога ќе размислиме дека ние таа игра му ја земаме на детето. Од друга страна, што може да играте со детето за да се развие? Во првите месеци е дзе. Да. Значи, се смееш и ти е смешно. Меѓутоа го имаш моментот на реакција, па нешто прави родителот, па е смешен, па се прави будала, па ти се правиш малце, нели, да враќаш на некој начин, детето не знае да зборува, тоа е интеракција. И често се вели за децата дека веќе на 9 месеци може да се види дали има добар развој, дури кога не зборуваат, баш заради таа интеракција која се гради преку игра прво со родителот, па после нели зборувавме за играта со другите деца. Да. А сето тоа се трга кога детето е цело време на екран. Ние сме имале цртани, меѓутоа, како што кажавме, тие цртани биле во одредено време, сме ги гледале на телевизор, ќе ни се здосадат, ќе си продолжиме со нешто друго, секогаш имало игра со други деца, секогаш родителите немале телефони да бидат досадни, биле присутни, така што мислам дека многу се добри насоките. Што правиш сега, Еве, или што правеше кога беше родител на тинејџери? Затоа што ако јас на Илин ќе му го земам телефонот и ќе го тргнам, и тоа се мали деца, каде што тоа можеш да го направиш и да се соочиш со тие дури тантруми и така натаму. Во мојот случај немам таков проблем, но знам дека многу родители имаат многу потешкотија да го тргнат уредот од детето на почеток. Меѓутоа, кај тинејџер е тоа веќе многу друго ниво и не може да се поставиш од таков авторитет да му речеш тргни го сега уредот. Како да се постапува во фаза кога веќе детето е навикнато на уред, кога е цело време на уред. Сега имавме страшни ситуации каде што деца буквално се фрла и се трга и детето паѓаше на земја затоа што некој на TikTok тоа го правел. Значи, како во одредена фаза разбираш дека си сгрешил, не си сгрешил по своја вина, бидејќи си мислел дека правилно е децата да знаат технологија да користат, но гледаш дека е грешка и веќе на тинејџер треба некако да му пристапиш и да му кажеш малку трни се од телефонот. Дали, кога си била тинејџер, твоите родители или знаеш родители на твои пријатели, пријателки, кои што на децата им забранувале да искачаат од дома? Под казна. Знам. Направиле нешто и сега се казнети, една недела, 2 недели, 2 дена, месец да Знам, искачаат. или имале излаз 4 сати, да кажеме, ако ние сме требале сите да се прибереме во 12, тоа дете требало во 10 да е дома, пример. Значи, ограничувањата се возможни. Да, но детето било пијано до 10 сат. Не знам колку се добри како екстремни кога се во однос на Не други. зборам за екстрем, значи зборам за телефонот и начинот на кој што влијае на нас, а посебно на децата, е многу блиску до микродозирање со некој наркотик. Значи, Добре. тоа е допамин. Све се сведува на допамин, односно како моето внимание да биде цело време привлечено кон нешто. Телефоните Тоа е имаат... хормонот на среќата. Телефоните се моментално наместени да цело време ни праќаат нотификации. На тинејџерски телефони стигнуваат помеѓу 100 и 200 нотификации во текот на денот. Тоа значи дека тинејџерот 100 до 200 пати во текот на денот добива дистракција од тој уред, дека порталот до другиот универзум го повикува да биде тука. Да. Сврти се те баре другарката, сврти Да. си имаш лајк. Имаш лајк, другарката си постирал, овој нешто кажал, Да. вести си се предплатил. Цело време тој телефон титка. Тоа е цело време. Да, ние кривите. Многу е лесно да се пренесува кривицата на корисникот на крајниот производ.
И тоа е голем тренд генерално во општеството, во смисла Сам пак си е- крив. Да, не, еве, најбанален пример ми е, ќе смена малце сосема тема, пластиката. Ти продава некој цело време храна во пластика, ама ти си одговорен за пластиката и за планетата. Како сум ја одговорен за пластиката и планетата, ако ти мене не ми даваш никаква алтернатива, него ми продаваш све во пластика? Или ми даваш некорисна алтернатива, детско сокче со цевка што се распаѓа. Значи, тоа е само еден вид на илузија. Што прави производителот? Вика, нека си се грижи корисникот за крајниот ефект. За социјалните медиуми или интернетот воопшто е слично. Ние сме биле корисници кој што ни бил даден производ што е реално испаѓа дека е многу штетен за нас, а не бил штетен. Тоа е како што се зезавме на времето, ти ставаа дрога во пијачката кога искачеш во град. Во случајов буквално секој ден кога да ставале по еден микрограм на наркотично средство во тоа што го користиме, за да немаш да приметиш дека нешто се случува. Се Затоа прави реков, помалку среќен, помалку возбуден за нешто, помалку ти дозира допамин кога кликаш и лајкуваш. буквално се борат, компаниите сега се борат за нашето време онлайн. Сите Точно. компании, вклучувајќи ги и стриминг платформите, Netflix. Имаше една интересна паралела порано, се прашуваа луѓето дали си онлайн. Сега кој прашал дали си онлайн? Ти си онлайн. Да. не случајно нешто друго правиш во моментот. Дали си офлайн е прашањето, да не готвиш случајно или да не, или нешто што мораш да го правиш со рацете, да не си Колку на ти е телефон. чудно кога ќе пратиш порака на некој со кој што често комуницираш, не на некој што не го знаеш, и не ти одговори многу брзо. Па, многу од моите другарки имаат мали деца, така што не ми е толку чудно. Ама ме Ама разбираш. генерално да, па Тогаш ме тоа и разбираш. сакам да го кажам. Ама зареме, еви во какав рок ќе ти одговори некоја мајка? За пола сат, сат? Да. И тоа не е добро. Порано било, се гледаме утре на работа или ќе се слушнеш на скапиот телефон пола саат па да се видите, ако може. Да. Фактички, не викам дека забраната е решението, да се навратам или на тоа што ме праша, Да. малце се рашерив, но забраната е дел од решението. За жал за тинејџерите мора да се има посистемски пристап. Прво, во школа не сме да се дозволат мобилни телефони. Имаше еден обид од училиштето Јосип Броз пред неколку години Да. забранат користење на мобилни телефони. Немаше никаква поддршка ни политичка, ни родителска да се реализира тоа до крај. Знаеш зошто? Прашав. Истово прашање кога се случи овој хаос со децата кои што се фрла. Прво мислам дека има грешка и од системот и од родителите, значи нивото на едукација на децата да е тоа, меѓутоа кај тинејџер кој што си има многу други желби, не можеш баш така лесно да ги, мислам дека определиш работите. И прашав добро зошто им дозволувате на децата во училница да имаат телефон. Нека ги остават телефоните, нека влезат на училиште и нека си ги земат на излез телефоните. Тоа е апсолутно возможно и секогаш било така. Затоа што нема друг начин за задолжителната дигитална настава и наставничката во наставен план мора да им дава на децата да пребаруваат. Компјутери нема во училиштата. Те разбирам. Нема. Значи има стари компјутери, од некое време компјутер за секое дете кој што не може ни да се сервисираат, ни да се оправат, а мора сите деца на сите часови да користат дигитални уреди за да учат. Таков е наставниот план. И они викаат, ние сме го правиме тоа да ги трнат телефоните, но во даден момент кога ќе му дадеш ти телефон на детето, и интернет, затоа што мора да пребарува, веќе го губиш. Тоа е една секунда дали он ќе пребарува, па ќе стави тука лајкче и го губиш. Значи, Така да што- почнуваме системско. Зошто е таков наставниот програм? Па не Со би- кој памет? Па ете таков е, дигитализација се воведува. Нема таква дигитализација. Имаме период Треба да кога им се дадат барем таблети кои што ќе Не. бидат ограничени. Не, зошто? Идејата е дека треба да има вклучено нешто што е модерно. Да, не во И секој ново. предмет, не цело време. Мартин Зошто ти ни е- даваше да пребаруваме на испит. Да, ма ја ви предавав
Точно. Јас сакав да ви покажам дека вие дека испитот не мора да биде прашање на заокружување, него ја можам да ви дам open интернет испит, дека барам нешто друго од вас. А пак мораме да имаме знаење. Дека- Мислам дека не е тоа толку страшно, но страшно е да биде на телефоните на децата, значи со нивните социјални медиуми инсталирани на истите уреди. Дигитални вештини по одредени предмети на одредени часови, да, што ќе ми е мене мобилен телефон на час по историја? Па можеш да прибереш. Зошто да пребарувам на час историја? Зошто да не дискутираме за одреден настан? Зошто да не сум се Така не е само тоа, се слагам. Има толку вештини на предавање, на учење, каде што не се потребни дигиталните уреди. Која вештина ја стекнувам? Пребарување? За историски настани никој што нема да користам, тоа е бескорисна вештина. Учам? Точно, ама еве сега некои вештини кои што сме ги учеле и ние стануваат се помалку корисни. Со вештачката интелигенција Ета. ние учевме веб дизајн. Не дека јас знам да направам сама страница која што е доволно добра сега, но учевме, правевме тогаш страници, што беше за мене едно од попрактичните искуства на факултетот кој што го стекнав, бидејќи голем дел од факултетското образование кај нас е повеќе теоретско отколку практично, но генерално со тек на времето еве ги се појавуваат некои да кажеме алатки со кој помош на вештачка интелигенција може да се креира веб страница многу лесно. Да. И претходно имаше WordPress, но ова е веќе како дополнителен левел, дополнително ниво. Што ќе се случи ако на вистина 7 годишно дете еден ден може да си искуца, да си креира свој вебсайт, да си креира своја интернет продавница, колку ќе биде полесно за секој да има вебсайт и дали е тоа добро. Зашто зборуваме за медиуми, значи секој ќе може да има медиум. Тоа добро е или лошо е? И сега има на некој начин, ама ова е веќе може да ми продава нешто секој. Зошто би му дал на 7 годишно дете пристап до медиум на 7 години? Кажувам во однос на едноставност на тоа да се направи. Едноставноста, да, но се навраќаме на кога тоа може да биде достапно. Дали дете може физички да пие алкохол? Не. Може, му го ставиш у чаша и ќе се напие. Физички е возможно, ама ние викаме, еј мали, не си спремен за алкохол. Дали дете може да запали цигара? Покомплицирано од алкохол, додуше со вејпање сега не е толку комплицирано, ама може, физички може тоа да го извиси. Да, може, на 7 години може. Може и кафе да пие, кофеин на 2 години, стај му во чашата кафе, ќе му горчи, ама може да го конзумира. Ама ние воспоставуваме граници. Викаме, ова не е за тебе на оваа возраст. Баш сега периодов е многу популарен по тоа што земјиве, зборам светски, приметувајќи дека нешто не им е во ред со општеството, почнуваат да носат дури и драконски закони на национално ниво за тоа што треба се прави. Пред 2 дена Албанија носи одлука од 1 јануар забранува TikTok. Знам, и тоа многу беше интересен одговорот на премиерот на Албанија на нападот на компанијата. Да. Значи им одговори, јас одговарам кон албанците, они бараат да се забрани ова како. Чао пријатно. Австралија забранува пристап до социјални медиуми до 16 години. Франција сака да воведе закон каде што дете смее да земе телефон во рака на 11 години, но тој телефон не смее да има интернет. Дека смее да има интернет од 13 години, не ги знам, памтам добро бројките, да. Ама има такви закони кои што сега пробуваат да ги тестираат, да видат што како ќе биде, ама тоа е бидејќи едноставно викаат до 11-13 години едноставно на тоа дете не му е потребен дигиталниот свет во таква мера. Не е подготвено, може би. Не е подготвено. Така. Јас се служувам целосно за тоа, но имам и друго прашање. Кај нас е забрането пушење на цигари до 18 години. Најголем дел од оние кои што пропушиле пред 18 години. Едниот пристап кој што се сложувам дека мора да постои, значи мора луѓето да знаат дека тоа е за категоризација, дека тоа е за личност над 18 години и така натаму, тоа функционира. Меѓутоа, другиот пристап е веројатно информирање. Мене тоа ми се случи во возраста кога повеќето луѓе околу мене пропушуваа, тоа беше 10-11 години кога имав. Мојата мајка ми рече,
Јас од цигара во рака не можам да ти викам да не пушиш, но само да знаеш, ова е зависност која што постои, која што јас не ја сакам, затоа што мене кожата ми мириса, забите почесто ми фаќаат каменец, кожата побргу стара и така натаму. Значи има многу последици на оваа одлука, ако ја донесеш да знаеш дека има последици и да знаеш дека еве сега јас на мој, не знам тогаш колку имала, 40 и нешто години, сакам да се откажам, ама не можам, затоа што сум зависна. Мислам дека не може да оди едното без другото. Забраната е во ред, државата тоа треба да го направи. Но мораме и да информираме и тука некако ние како медиуми, професори, научна јавност, родители на крајот од денот, тука ни е некаде местото дека да, еве ти го интернетот, затоа што го имаат сите твои другарчиња, во рете, користи го, но да знаеш, ако се фрлаат на TikTok, тоа не е логично однесување, тоа не е во ред, некој може да се повреди. Еве ти интернет, но да знаеш се што пишува на Facebook и на Instagram не е точно. Да знаеш дека овие историски факти не се секогаш така. Односно не се факти, некој седнал позади, ги напишал, ги искучал. Значи тоа некако како да им го дадеме на децата знаењето. Затоа што во училишта кај нас гледаме дека не се создава функционална писменост, па да не зборуваме за некој друга форма на писменост и знаење. Да, мора да почне од нас, а ние како граѓани, како просечни граѓани, не сме доволно информирани за Точно. како треба да ги Ние сме зависници. Значи, можам да Апсолутно. зборам за себе, ја цело време морам на себе да правам експерименти за да проверам во кој стадиум, колку време поминувам на овие уреди, мислам, лесно е да се збори, тешко е да се направи. Затоа што и ние не сме били образовани. Некој може би седнал, читал нешто, проверил, видел некој TikTok клипче за што треба, што не треба се прави. Процесот не е едноставен и не може да се сведе само на забрана. Мораме ние, постарите, да се и да не сме биле вклучени до сега во процесот и да имаме дома мало дете, да имаме тинеџери, да имаме 21 годишник дома, да почнеме да се вклучуваме како знаеме и умееме во тој процес, не на контрола, него на учество. Како што ти не го пушташ детето надвор без добро да се облече, добро да се најаде, без некој основно домашно воспитание, ова прави, ова не при така натаму, истиот пристап мораме да започнеме да го имаме и кон тие уреди. Мораме да знаеме децето прво колку време е на уред. Има прекрасни апликации, ти имаш саат време денес да го користиш телефонот. Да. Нема да го користиш повеќе од саат. Ќе ти се исклучи, прави после што ќе преш. Булју телефонот на другарка ти, важно од твојот телефон, веќе нема да булиш. Или на другарот, се едно. Има што може да прави. Не може... Пак морате да сте заедно. Ќе почнете да зборувате Да, сам не може дете од 7 години да игра онлайн игрици 4 сати во денот. Може да биде тоа исклучок како награда еднаш годишно. Или почнал распуст или нешто такво. Па малце да биде тоа зголемено и слично. Не може да биде секојдневие. Тоа значи дека, па од друга страна, од нас се бара повеќе внимание, а за од нас да добијат децата повеќе внимание, ние треба да бидеме помалку со уредот во рака. Апсолутно. И тоа е еден круг, кој што не може ти да бидеш цело време со телефон пред тебе и да го научиш детето дека тоа не треба се користи. Да. Се сложувам апсолутно со тоа и многу ми се свига дека новите генерации на родители, кои што не ги идеализираат толку уредите, веќе тоа е некоја дискусија. Јас гледам дека сите околу мене ја водат оваа дискусија. Колку време е детето на телефон, колку е на телевизор, што правевте денес, немам што да правам. Првото не е пушти му некој цртан, туку ние лепевме стикери, ние игравме, не знам, местевме слагалици и така натаму. И децата се многу помирни и смирени кога се помалку на екран. Не знам зошто, претпоставувам пошто може да бидат раздвижени. Не знам како им влијае тоа, ама дефинитивно новите генерации на родители верувам дека ќе бидат подобри затоа што тие самите пораснале во тој свет и не го идеализираат на начинот кој што можеби претходните генерации го правеле тоа. Сега сакам да те прашам на што работиш во моментов во Словенија, па после тоа да те прашам за една тема која што не ја начнавме освен во првите прашања. Што работиш во моментов, што истражуваш во моментов, нешто што ти е возбудливо, интересно, го работите со тимот? Да, значи во моментов се префалив, нели, од Македонија во Словенија, таму работам
само истражување, само ресерч, немам наставни активности, за жал не можам да комуницирам и да предавам. Или нас за среќа на тие што не ќе луто. Со текот на годините се менували принципите, така да мора да се како предавач мора да се прилагодиш на публиката. Тоа што функционирало на почетокот на мојата кариера, негде 2005-2006, кога сум бил асистент, дефинитивно не функционирало во 2020 година. Добре. Се менувале и се приметува тоа. И ако не се ако не се адаптираш на студентите, не можеш да бидеш ни добар предавач, не можеш да бидеш ни добар професор. Малце го имам изгубено тој допир, бидејќи последниве 5 години предавав во некој вид на летен семестар, летна школа на економски Љубљана, ама не е тоа. Не можеш да држиш кондиција, не можеш да држиш форма. Така да, тој дел ми фали. Може би затоа се насочив многу кон овој дел прашањата. Во моментот договараме некои истражувања со колеги. Работевме на нешто што е тотално неповрзано со ова. Имавме проекти, едниот беше со како старите луѓе користат технологијата, кој што неколку години го едноставно понекогаш воден од проектите од еден во друг во трет на тоа бевме насочени. Затоа реков некое време не сум бил присутен во медиумите во децата. Ми беше приватно интересна темата блокчейн, па малце бев повеќе активен во тој свет, ама од сосема лични причини, никакви финансиски побуди. Сега се приклучив кон некоја Европска асоциација за Digital Mental Health, односно за дигитално ментално здравје, и се надевам, кој што првиот состанок беше пред месец дена, се надам дека во текот на 2025 ќе почнеме да зборуваме за некои специфични проекти и истражувања, кои што се малце помодерни од тоа што јас сум го правел во тој изминат период. Јас не мислам дека се немодерни овие што ги спомнавме. Сакам посебно за пензионерите кратко до што дојдовте, како, односно по старите луѓе, затоа што има и помлади пензионери, ја користат технологијата, како ја користат технологијата, што ги разликува од нас и дали воопшто толку се разликуваат? Зашто ме прашуваш за истражувања, кај мене слично како кај предавањата, кога сакам да направам некој истражување, некој експеримент, мора да биде забавно за мене. Добре. За да можам да го правам. Иначе тешко се проаѓа низ целиот тој процес. Затоа ми беше студенти офлайн да направим интересни истражувања. Имаш интересни компоненти на кои што треба да размислуваш. Истражувањето со старата генерација почна со еден колега од Англија и ни интересираше каков однос ќе имаат стари луѓе, пензионери кон технологија, ако до сега немаат искуство со тач технологија. Никогаш до сега. Никогаш до сега. Значи, ова збориме, ова сето тоа почна некаде 2017-18 прв пат кога почнавме. Добре. Беше проблем да се најдат такви луѓе во Англија, не беше проблем да се најдат такви луѓе во Македонија. Значи, контактиравме со одредени пензиски друштва, на крај најдовме еден пензионерски клуб во аеродром на селбата, кај што се договоривме дека они ќе ни најдат луѓе од 65 нагоре, кои што карактеристиките ќе биде може имаат телефон, ама имаат од оние телефони на копчења. Добре. Ало, кој ќе види од компјутер, вика, кажа ми е дома, ова не пипај бабо дедо, ќе го расипеш. Значи, тако вид на клиентела, тако вид на корисници баравме. Во соработка со Финки, земавме една тач маса, тач тейбл, која што беше огромна, и ми однесовме во пензионерското друштво, и на таа маса ставивме игри. Добре. Ама ставивме елементарни игри кои што ние ги правевме. Затоа што ние викаме, они не знаат ни како се користи тач технологија базирана на допир. Ајде да видиме дали сами од игрите ќе почнат барем гестовите да ги прават. Добре. И, например, првата игра беше мапа од светот, имиња на градови со големи букви, и целта беше да не им кажувавме, целта беше градот да го однесе на соодветниот континент. Значи, чекувавме дека до толку географско знаење имаат. Нели, не смеш да бидеш премногу предизвикан. Или Рио, Вашингтон, не знам, во Европа Лондон или нешто, Париз го имавме избрана. И сега што се случуваше, они викаат, што да правам сега? И ние не смееме да им кажеме, што мислиш дека треба да правиш? Што е? Ова е мапа. Што е во мапата? Гледам градови. И во ниеден момент не смеш да им кажеш што да прават. Добре. Се дека не се еве, пари се тука.
И одма почнуваат допирот да го Да. прават, ама ништо не се случува. Аха. Затоа што таа игра на драг, но на Мора да го навлечење. повлечат. И после некое време еведе и не сакајки ќе го направат тоа. И ќе приметат дека се придвижило. И ќе почнат да го повторуваат тоа. И интересното беше што прво го буткаат вака. Не го прават Не знам. допри павлечи, Да. не го буткаат. И така полека... За колку време научија? А одма, во првата игра го учат дека постои, втората игра е карти, кои што пак треба да ги влечат картите, во втората веќе влечат. Тоа ми е интересно кај старата генерација, многу ги подценуваме во насока на тоа дека и баба ми не знае ова или не знае тоа, но тие поминале низ многу повеќе видови различни на технологија од нас. Ние сме го имале компјутерот, па сме го имале тачскринот и отприлика тоа е тоа. За разлика од тоа, тие имале не знам, можеби ложење дрва во рерна, Да. па понатаму сега имаат можеби најмодерни рерни, многу потешко било да се направи фотографија кога почнале, кога првпат виделе фотоапарат, сега со телефон тоа се прави, така што мислам дека по старите луѓе е полесно да научат нешто што е плюс и толку интуитивно како технологијата што ја користиме, отколку што би ми било мене, не знам, да сменам филм на апарат или да пишувам на онаква машина за куцање, што никогаш не сум го правела, е многу помалку интуитивно, зашто треба да ја враќаш хартијата и така натаму. Дали мислиш дека полесно е за нив отколку за нас и дали ги подценуваме во таа насока, особено младите по старите, што се можат да научат? Ако им се даде соодветна околина на постарите генерации, може да совладаат многу повеќе него ли што ние очекуваме. Само треба основниот шаблон, основната околина, ментален модел, како да го наречам, да им биде познат. Затоа ние им дававме мапа на свет, затоа им дадовме карти, им направивме околина каде што они тоа ќе може да им ќе може да го стимулираат, да ги стимулира. Пред некој време работевме на некој проект кај што се обидувавме преку board games, преку ние, како заборив македонски. Board games ги викаме и ние. Игрите друштвени. Друштвени игри, значи онакви физички друштвени игри, да стекнуваат знаења за компјутерски вештини. Каде што он оди, фрла коцки, се движи по мапата, добива одредени задолженија, одговара на прашања, ги знае, не ги знае, па со картичките како да интерактира, за да го добие тоа знаење. Сакам да кажам, се обидувавме да видиме кој вид на геймификација од физичките друштвени игри можеме да употребиме, кои тие системи за постарите луѓе да малце поубаво и на поубав начин може да ги користат, да стекнат некакви, знам дека звучи смешно, дигитални знаења, ама врзавме тука малци мобилен телефон, многу утки имавме, затоа што мислиш дека нешто ќе те функционира, не функционира, ама во рокот од 3 години додека траеше проектот, до крајот стигнавме до некои интересни моменти за што можеме, а што не можеме да користиме во такви ситуации, ако сакаме тој пристап да го земеме. Тоа е супер, особено во средини како нашата, и самиот кажа, во Англија не може да се најдат постари луѓе или потешко ќе се најдат постари луѓе кои што немале допир со технологија, додека кај нас тоа е многу полесно и веројатно има простор за вакви, да кажеме, начини на поттикнување на постарите да користат секакви дигитални алатки. Навистина е жално да се видат многу луѓе кои што чекаат во банките, а не мораат да чекаат во банките или го губат времето на нешто кое што може дигитално брзо да го завршат. Во таа насока, колку време мислиш дека ќе е потребно да се дигитализира Македонија, со оглед на тоа што имаме сепак малку луѓе, но и недоволна дигитализација некако? Зборувам за јавни услуги, еве и факултетите, значи ние почнавме да плаќаме преку телефон, барем јас кога бев оние, како се викаше, уплатници? Таксени марки, така е. И после тоа не можеше, па пак одевме во банка, плаќавме таксени марки и така натаму. Колку време според тебе ќе биде потребно и дали ова воопшто возможно, зашто еве со години дури и на финки се чекаат редови за таксени марки, разни пријави и така натаму, што не е случај, претпоставам, во Словенија. Мислам дека дигитализацијата е повеќе политички проблем,
него ли Добра. што е технички проблем. Може да се изведе и не е толку, има многу комплицирани моменти и аспекти, ама па и не мора истите да бидат толку комплицирани. Зошто политички проблем? Не сакаат студентите како гласачко тело да завршат побргу работа или? Па не, ама тоа кошта Добра. и треба да се даде на некој што ќе го сработи, а не на некој што ќе даде на некој друг, што ќе даде на некој трет, што ќе даде на некој четврт да го сработи. Точно. Но дали вештачката интелигенција ќе го направи целото поевтино? Може би. Ако Пак- нели побргу се прават страници, побргу се прават системи. На крајот од денот мора ја можам било што да направам, ама ако јас тоа што го направам, ти не можеш да го користиш. Еве во случај збориш за банка, ако ќе влезам у банка, треба да знае и постариот дека треба тука да стисне, таму да стисне и да го добие тоа решение. Како Да. таква. За да може тоа да функционира, треба не само да биде едниот систем во ред, него треба сите системи да бидат во ред и да може да комуницираат меѓу себе. Вештачката интелигенција тогаш ќе помогне, кога може од еден систем во друг систем да ги гледа и комуницира податоците. Да. Кај нас немаме системи што комуницираат меѓу себе. Немаме системи што комуницираат меѓу себе, меѓутоа немаме ни идеја. Например, една обична мапа може да го реши нередот на клиника. Каде што кога ќе влезете, прво на Google не можете да ги најдете дел од клиниките, а второ кога ќе влезете на клиника, треба мапа да има. Толку едноставно и мислам дека секој, еве, ти го кажуваше примерот со продавницата и веб страницата, секој кој што работи било какво минимално ниво на user experience, тоа прво ќе го каже. Јас не го работам тоа, јас работам PR дел од времето. И првото што ми текнало кога влегувам, сум, добро, мапа треба да се испринта. Чисто да не барам некој во мантил за да го прашам каде треба да одам. Особено е тоа зафркнато за луѓе кои што се со поголеми проблеми одат на клиниката, каде што се секако во паника и уште нема да прочитаат мапа. Уште ако има 3-4 телевизорчиња со интерактивни мапи, уште подобро, ама еве обична испринтана мапа. Колку е важно да знаеме и да учиме за корисничкото искуство на луѓето секаде. Ние имаме проблем и во продавница, и во банка, значи во приватни установи не правиме добро користично искуство и во јавни институции. Како е тоа во Словенија, како е во Европа и како да се подобри кај нас? Тоа е еден вид на ергономија на простор и корисничкото искуство, ако е термин што повеќе се користи во дигиталниот свет, е многу битен во физичкиот свет. Од тие причини што ги кажа, за да јас кога ќе влезам некаде да знам што и како да правам. За многу работи има решенија, ама треба систем кој што ќе ги поддржува тие решенија. Бидејќи спомнуваш болница и спомнуваш, ме прашуваш да ти дам Словенија, пример можам конкретно да дам пример од словеничкото здравство, каде што јас се фрапирав кога поради некој многу неочекуван проблем што ми се појави поврзан со дишењето, решив дека иако е 3 саат бајла, нема никој да вознемирувам дома, него јас ќе си влезам у кола и сега ќе идам на ургентен. Бидејќи сметам дека начинот на кој што прекинувам со дишење е ненормален и дека јас сум во некоја состојба каде што треба да интервенирам. Оставив писмо дека јас сум Јас би се излезен. преплашила зашто не си ги разбудил. Ама што ќе разбудам, што ќе направам? Да се Добро, осетев неспособен, ќе разбудев некој. Бев свесен дека треба да одам. И тоа го направив, запалив колата и викам, ја ќе идам на ургентен. Што да правам? Што да правам? Имам картичка, таква медицинска, ја носев со мене. Ме упатуваат влегувам во една просторија, каде што ме упатуваат на тријажа, за да знаат колку брзо треба да реагираат на мене. Седнуваш на стол, во една многу голема хала, ти на тријажата добиваш боја, за колку ургентен си и така натаму, да знаат колку брзо да те примат. После некое време светнуваш ти како име на тој екран, каде што доаѓа некоја медицинска сестра да те земе и да те носи во делот кој што е болнички дел. Значи, има огромна чекална, екран,
една картичка и толку. И ако ќе влезам во болничкиот дел, таму никој друг нема пристап, освен доктор и медицинска сестра. Значи На тие ургентен ќе те центар. однесат, ќе се заврши работата, тоа што кај нас е со врски, таму е со... Една личност е само потребна, која што е поставена како бафер зона помеѓу чекалната и медицинскиот дел, ама физички тие простори се одвоени. Нема шалтери. Немаше шалтер за ништо. Ја во моментот кога ја дадов картичката, влегов во системот и почнав да патувам ни системот. Односно те водат низ системот, што е уште Да, значи он после буквално стиска копче и мене ме стиска работи во таа апликација, не ја видов и мене ме пренасочува во друг дел. Ја требаше да ми снимат плуча, требаше да ми земат крв, ме однесоа на рентген. И јас во ниеден момент немаше потреба пак да ја покажам картичката или додам на нов шалтер или било што друго да направам, зашто системот внатре им е врзан. Да. Во тој ургентен центар. Се мислеше дека имам некои посериозни проблеми, веќе беа спремни да ме пратат на интензивна по некој одел. На крај испадна дека не било таква ситуацијата. Ми рекоа, Сега си добро? Да, добро сум, имав некои астматични напади чудни кои што испадна дека се разрешија. Значи не дека не стана хроничен проблемот. Не можеме да кажам ова ми беше, ама дали било некој афтер ефект на короната, не можам да нема точно последица од каде што е како. Мене ми беше најчудно што на крај ми рекоа добро, треба да земеш ова од аптека и сите треба. Викам добро. И сега чекам да ми дадат рецепт. Да. Не ми даде рецепт. Рецептот е во систем. Ја одам во аптека и си го треба земам. Дека одам во аптека и ќе ми го дадат тој лек на моје име, дека на рецептот болница автоматски не го плаќам. Ја во болницата кога прашав каде да ги... Ти си доаѓаш во болница, те носат каде треба да те однесат. Ти кажуваат што треба да земеш, одиш во аптека, тоа ти го даваат, тоа е искуството како што треба да биде. Да, ја кога прашав колку треба да платам, они ме погледнаа многу чудно, кога молам. Си платил ти? Значи, нели, партиципација или што и да е понекогаш, зашто кај нас има, не знам сега како е системата, али памтам еден шалтер да ја оставиш книшката, друг шалтер да платиш, на трет шалтер да те земе човек или нешто такво. Не знам каква е сегашната ситуација на клиника, ова е сепак пред 7 години или 6 години моето последно искуство на Скопската клиника во горе, ама мене тоа искуство ми беше, јас сакам тука пак да дојдам. Мислам, тоа е многу чудно чувство. Многу чудно чувство. Ако дојдам, не се плашам, ќе ми помогнат. Да. А некај нас важи она, само да не стапнеш у болница, најдобро. Јас медицински проблеми што испадна дека ги имам и ги влечкам цел живот. Поради тие работи, ја почнав таму да ги решавам од тие причини. Затоа што можеш да си отидеш и не ти можев треба. Да отидам, одам во болница да ме види специјалист, не знам кој, нема моментално достапен во Љубљана, ја можам да идам во друг град. Отидов во друг град, значи да речеме пример еквивалент на Куманово. Влегам у болницата, таму има терминал на кој што јас ја ставам картичката и таму ми вика соба таа и таа. Во толку и толку саат те чека специјалистот. Сите врати се без квака. И на сека врата пишува, ве молиме, не тропајте. И никој не тропа. И никој не може да влезе низ врата. Извинете да прашам. Не можеш да прашаш ништо од твојата страна, нема квака. Сите болници, кваките се само од другата страна. Да, ама не ти ни треба. Јас тука не ги обвинувам ни пациентите кои што бараат помош, затоа што ти единствено ако познаваш некој на клиниката, и навистина ти е потребно некој таму да те поведе, да ти помогне, зашто не ти е ништо јасно. Ама збориме за систем ергономски, кој што не ти треба. Не треба многу. Не треба многу ти да имаш простор што ги одвојува тие две работи. Не е тоа нека филозофија. Треба системот кој што го спомнавме е многу битен. Целото корисничко искуство е и физичко и дигитално е направено за пациентот, кој тој да е, дали е странец кој што престојува, дали е некој од Словенија, сеедно. И тоа е веројатно оно кој што ги привлекува и нашите да одат во Словенија и сите од поранешните балкански држави. Не се само платите растат и допрва ќе растат и побргу кај нас, меѓутоа се сите овие
работи. Кажа дека си релативно здрав. Сега, дали тоа се должи на спортот? Ти си прв мајсторски појас во бразилско џиу-џицу кај нас. Дали добро го кажав ова? Од прилика, да. Добре. Затоа што сум те снимала кога беше баш во делот на спортот, кога тренираше тука активно, се бавиш уште со спортот или не? И како одеше тоа преселување, затоа што знам дека за оние кои што се бават особено со борилачки вештини, многу си ги сакаат и многу се приврзани за истите. Тука во Македонија, тој спорт, бразилско џиу-џицу, ми стана обсесија. Да, знам. Која што ја донесов од надвор од Македонија, односно докторските студии ги тера во Словенија и таму почнав тоа да тренирам, па кога се вратив од докторски студии, сега донесов таа обсесија со мене тук. Во тој период како што беа ситуациите во Скопје, постоеше еден клуб за тој спорт, ама не постоеше инструктор за тој спорт. На некој начин ја во тој момент од знаење имав една трошка знаење, значи не бев некој мајстор или нешто во тој смисла. И заедно со неколку другари кога правевме моабет, свативме дека единствен начин да го вежбаме овој спорт е ние да си отвориме клуб и да си го тераме клубот. Секој од нас имаше работа, никој не беше заинтересиран финансиски, зашто ќе настане многу проблеми кога станува збор за пари, се договоривме ова е клуб за нас, кој сака може да дојде да тренира, ние ова ќе го тераме за ние да можеме да вежбаме и да учиме. Да. Така почна и испадна дека на сите ни беше забавно, дека кој што ќе дојде знаеме да го направиме забавно и тоа почна да расте. Малце дури повеќе од очекуваното, да ја морам да размислам чекај членови клуб, кој ќе дојде, кој нема да дојде, кој е следниот чекор, треба ли деца, кој треба ли други, значи пошто на таква фреквенција да се размислува, се менуваа луѓето во текот на времето, нели кои што учествуваа во создавањето на таа приказна. Главното беше што секогаш тие што влегува приказната, мене ми беше битно, да немаат, да имаат доволно исполнет живот од друг аспект, да не мора од ова да живеат. Затоа што само така можевме да го правиме на начин на кој што ни одговара. Да, од љубов. Од љубов беше привилегија. Не викам дека така треба, него ние така сакавме. Најмногу ја и другарот кој што и ден денес тоа го прави, се вика Марко, и ни беше и убаво за да едноставно беше убаво место кај што можеш да одиш. Со текот на времето стигнав до тој црн појас. Не дека не постојат македонци црни појаси кои што живеат во други држави, но како некој што е во Македонија, кој што почнал од нула до негде, некако испаднав јас дека прв сум стигнал до тоа ниво, нормално после мене следеа и многу други луѓе, имаше дури повеќе клубови кои што се занимаваат со тој спорт, нормално има и различни облици на федерации, систематски одржување на тој спорт кој што е сосема друга приказна. Кога отидов во Словенија, мислев ќе се вратам, за жал не се вратив. Сега вториот пат? Не зборам за докторските студии, него сега кога заминав и одлучив да го оставам тоа на луѓето што се тука. Да продолжат они да го развиваат. Мислам дека од тој еден клуб после настана, мислам дека се 3 во моментов, кај што нормално секој сака своја приказна да води, што е сосема легитимно. Никош не било тоа проблем. И не треба да биде тоа. Не треба да биде, зашто се развива спортот. Така да во моментов од таа желба и петорица што вежбаат во еден подрум кај млечен ресторан, јас се радувам што без никакво мое влијание понатаму, успеале луѓето да си направат своја приказна, да си продолжат своја верзија на настаните, луѓето почна да си, ако не заработуваат и живеат, нели, дел од семејниот приход да го со тој клуб, со тие нивни клубови да го водат, што е прилично убава приказна.
Да, тоа е стварно убава приказна, особено пионерски кога зборуваш како некој од првите кој што го донел спортот. Нели не можеме да бидеме 100% сигурни, може би имало на други места луѓе, но важиш за првиот кој што имал таков појас, кој што на некој начин го развива спортот. Еве сега има наследници, остануваат да работат и понатаму. Еднаш си се вратил од Словенија во Македонија. Дали би го направил тоа пак ова за крај прашање и тоа е тоа, затоа што ако пак се зафатиме за одредени пошироки теми, уште многу ќе ја дискутираме. Да. Би сакал некогаш да се вратам. Тоа по кој што сум носталгичен, мислам дека се помалку и помалку го има. Така да јас, тоа што го барам на некој начин што ми недостасува, е нешто што не приметувам дека се менува во периодот кога не сум тука. Зборам од луѓето, од социјалните аспекти, од топлината меѓу пријателите со кои што некој си се дружал, од системот кој што не функционира, ама функционира, некој вид на адреналин кој што го добиваш кога мора да се снајдеш во нештото што не знаеш дека после може да ти фали, по некој се кажува ова не ми недостасува, ама сега ми недостасува. Да палиш бољар? Да, например, да палам бойлер. Не, тоа не ми недостасува. Тоа е едно од работите кои што имање топла вода 24 сати, да не мислиш на тоа, или да си го грееш станот кога сакаш, тоа не ми недостасува. Секако. На моменти морам да признам ми недостасува кога одам некаде и не треба никаде да се јавам за да завршам работа. Ми е многу чудно. Аха. Некојаш работите таму, за оваа работа треба недела дена и тука си навикна дека е телефонски повик што те одвојува тоа работата да биде завршена за 5 минути. Таму не дека не постои, сигурно постои, ама не е во таков облик. И за многу работа луѓе не се ни замараат такво нешто да направат. Не, нема потреба се. Затоа треба недела дена, ти го сакаш за ден како зошто? Која е таа привилегија? Добре. А ти си навикна дека знаеш, ако не се јавам уматично, ќе ми дадат извод што ќе нема да има моје име. Што многу пати се случило. Во кај нас да добиеш анегдотата на еден мој другари, отиде да бара извод од книга на венчани и доби извод од книга на венчани кај што кај маж беше неговото име и кај што кај жена беше неговото име. Па добро. И тоа не е неточно. Вечно си венчан со себе. Да, сакам да кажам и мораш да се, не сваќаш, мора да ги имаш тие моменти кои што тука стануваат навика. И... Не сваќаш колку ти се навика таа комуникација со луѓе, борбата, додека не си отидеш. Баш така. Добро. Интересно е да сега никој не кажал дека му фали тоа, ама фала ти, Мартин, за се има прв пат. Се гледаме на следното доаѓање, предпоставувам, со некои нови наоди, интересни работи ќе истражувате допрва, ние сакаме да слушаме. Фала ти. Важи. Фала ти на тебе.